И познаците луѓе, јас сум Стефан од каналот Цеглови, како што можете да видите, денеска го нема интрото од ма немој. Или сепак го има. Ајде, одиме. Ма немој, Погласно. ма немој, Реков погласно. ма немој, Сега е добро интрото. Можеме да започнеме. Денеска се занимаваме со форумите и бисерите од него. Односно од нив. Една од помалку користените страни на интернетот се форумите. Тие служат за поставување на различни прашања со надеж дека некој ќе ви ја реши дилемата, односно ќе ви помогне, или пак вие со вашето знаење да помогнете на некој друг. Иако во голем број случаи форумите се од помош, има случаи кога одговорите или прашањата ќе ве зачудат, ќе ве насмеат или пак на вистина ќе ве зачудат, бидејќи нема да можеме да поверуваме колку всушност е безгранична човечката глупост. Пред да започнеме со бисерите, претплатете се на каналот, да стигнеме веќе до тие 100 претплатници или претплатника, како и да се вика, и споделете го видеово доколку ви се допадне секако, а ние сега започнуваме. Првиот бисер оди вака. Дали е окей да се пипкам додека, односно кога ги слушам моите родители како водат љубов? Знам дека звучи чудно, но моите родители се уште се млади и навистина се многу гласни кога се сексот, ама бидејќи тоа се случува во доцните ноќи навечер и јас бидејќи ги слушам, бидејќи сум до собата до нив, не можам никако да се помогнам и почнувам да се фипкам, односно да се играм самото со себе. Дали е лошо тоа? И го прават ли тоа и другите? Барам праша дали тоа го прават и другите и свати дека баш и не е нормално тоа што го прави, така да нема да ја замериме. Одиме на следниот бисер. Поздрав! Дали некој дали е возможно да се користи некоја позадина, она што ќе го направи позадината да биде огледало? Веќе пробав да го скенирам огледалото и тоа не помогна. Пишувајте доле предлози. Малку сум загрижен откако девојка ми остана бремена, бидејќи веќе нема менструација. Па ме интересира дали е возможно бебето да ја пие крвта. Па гледаш, ја мислам дека тоа бебе е вампир. Дечко ми има рак на којаш. Тој на мене ми е сија во животот. Ама пред една недела тој на мене ми каже дека има рак на којаш. Кога ми го каже тоа, мене срцето ми се скрши, напомно. Сега не знам дали треба да му кажам дека раскинуваме. Навистина права љубов, нема што. Дали мојата склонест кон мастурбирањето е лош? Дневно свршувам 15 до 20 пати, а понекогаш и 30. Тоа го правам многу често и не знам како да престана. Прво, 15 до 20 пати сршување дневно е невозможно. И сега некој ке праша како јас го знам тоа. Ете знам, едноставно знам. Правев палачинки во облик на Исус и случајно ми загоре. Дали поради тоа јас одам во пеколот? Дали вагината или како и да се вика тоа од што женските уринираат се наоѓа на исто место како и пенисот или пак од страната? Знам дека звучи чудно, но јас имам своја причина зашто го прашувам ова. Батка, гледај вака, не, и женските имаат курчи и тоа, курчиња, само што после користење тие ги смотуваат и опуташно ги стават. И плюс, баш ме интересира твојата причина зашто го прашуваш прашањево. Ако водам љубов, додека сум трудна, дали има шанси и моето бебе да остане бремено? Но јас имам прашање. Баш ме интересира како ова затруднала. Мислам, знам ја како она затруднала, него како е можно да биде бремена веќе да има такво искуство, но да прашува вакви небулози. Тоа не е јасно. Ако жена додека е бремена сака да јаде многу чоколада, дали тоа значи дека млекото на нејзе ќе стане чоколадно? I don't want to live on this planet anymore. Многу популарна музика. Ја слушнав во клуб и оди вака. Дум, 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 дум. Дун, 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 дун,
И што е најако у сета ова ситуација, што е најдобро од се, некој дури ја одговорил на прашањево и песната што ја ставил, поточно линкот што го ставил, бил точен. Таа песна ја барал човекот. Ева за која песна станува збор. Ето, човечките бистри напросто немаат граница, но по прашање со тоа не можеме ништо. А вие, доколку ви се допадна видеото, бапнете му еден лайк. Не така, бапнете му 2 лайка. Всушност еден, не можете 2, кликнете 2 пати еден лайк. Нема врска, бапнете му лайк во секој случај, споделете го видеото доколку ви се допадна со пријателите и секако претплатете се на каналот за да влезете во валангата на суперхерои. Тоа беше тоа од мене за денес. Ние се гледаме следниот пат. Поздрав!